почитувани пријатели, другари и другарки, за оние кои не ме знаат, Оливер Спасовски е еден од избрканите пратеници од Собрание на Република Македонија. Меѓутоа, не помалку горд, напротив, многу горд заради тоа што го направи Груевски на 24 декември. Тогаш бев многу револтиран, многу тажен заради тоа што се руши демократијата. Меѓутоа, сватив уште вечерта дека треба да бидеме најсреќни затоа што се случи 24 декември во Република Македонија. 24 декември е денот кога започнува крајот на Никола Груевски на неговите гавази низ Република Македонија. Ова не ви го кажувам на вас, што сте се собрале вечер овде, што го поддржувате отпорот. Ова го кажувам за сите оние кои што не слушаат од страна, за сите оние кои што можеби се дома, нека размислат и нека застанат на вистинската страна. Посебно луѓето од Штип немаат право да стојат на страна во моменти кога се одлучува за Република Македонија. Од тоа аспект сакам да ви ги пренесам и поздравите и задоволството од страна на Централниот одбор, меѓутоа да ви пренесам поздрави од Борбено и Слободарско Куманово. Да ви пренесам поздрави и не Маја за победа, заради тоа што знам дека сигурно Коцев ќе биде градоначалник на Штип. Сакам баре малку да ја направиме таа врска, како што Куманово држи 23 години власт, Штип од тука натаму да држи 23 години власт, да се чуди Груевски што ќе го стане во март месец, да се чуди како ќе дојде помеѓу штипјани и како ќе разговара со нив. Затоа што, верувајте, секој еден владетел кој што посегнал по сила и врз основа на сила сака да ја чува власта, знаете дека е многу исплашен. Токму заради тоа деновиве тргнуваме и одиме во секое место низ Република Македонија. Груевски се прелажа во моментот на 24 кога мислеше дека ќе не исфрли од собрание и со тоа ќе ја заврши работата. Напротив, не исфрли од собрание, ни даде простор и можност, и ни даде и време, ако сакате, да видиме низ македонските села, низ македонските градови. Затоа секој ден, вчера бе во Паланка, денеска сум во Штип, утре ќе бидам во Неготино. Сите мои колеги се некаде вечерва и пренесуваме пораки кои што треба секој еден слободумен граѓанин на Република Македонија да ги чуе. Да ја чуе вистината, да чуе дека не е вистина само Канал 5 сител во Република Македонија, дека вистина е секој слободен човек, дека вистина е секој граѓанин на Република Македонија. Меѓутоа мене ми е јасно од првиот момент кога се формираше ова влада на Никола Груевски. Во секое експозе кое што го даваше како мандатар за состав на влада, се живо можеше да се најде во него, единствено не можеше да се најде зборот човек. Тој воопшто немаше проекти кои што ќе значат згрижување на луѓето, кои што ќе значат грижа за човековото достоинство. Немаше проекти заради кои што може да се каже дека неговата влада ќе преземе мерки за најранливите категории. И токму заради тоа не исфрли од собранието на Република Македонија. Затоа што се боревме цврсто и одлучно за правата на стечајните работници. Затоа што сакаме принципиелно да се реши статусот на македонските бранители. Затоа што сакаме парите кои што ги дава во бронзи, во бетони, во мервери, да ги насочи за граѓаните кои што тешко живеат и преживуваат на Република Македонија. Меѓутоа, ништо не му е поважно ниту на Груевски, ниту на неговиот режим од процентите, од парите кои што ги ставаат во джебовите, и затоа така ја гази македонската демократија, така ја гази и слободата, така ги гази сите граѓани на Република Македонија, се со цел да ги сочуваат собствените фотели и да можат на тој начин да го продолжат собствениот живот на начин на кој што го држат граѓанството во заложништво во овие 6, односно 7 години. Мислам дека повеќе од јасно е дека од ден на ден отпорот се повеќе расне. Зборот отпор прв го употребив на една од седниците кога 40 ВМРО-вци на чело со Силвана Бонева тропаа за да ме спречат да не говорам. Меѓутоа,
знаете дека оној кој што се бори за вистината и за правдата, секогаш победува. 40 луѓе тропаа, не можеа да издржат 10 минути. Јас борев 45 минути во тој говор и кажав дека символот, кажав и за нив и за македонската јавност, дека микрофоните кои што ги тргнавме од масата на законодавно правна комисија, јас и моите колеги кои што бевме таму, тоа се символ на отпорот. И микрофоните на кои што говориме и вечерва, и тоа е символ на отпорот. Символ на отпорот е секој еден граѓанин на Република Македонија кој што смее барем за миг да мисли слободарски во Република Македонија и за миг да помисли на собствената иднина, на иднината на децата наши и на иднината воопшто на Република Македонија. Гледаме дека лагите и манипулациите се основниот метод во владењето. И силата, и парите. Она што го направивме со носењето на буџетот беше отстранување една од најсилните карики на Груевски, на Мијалков и на сите околу нив што се. Да им ги одземеме парите кои што граѓаните преку разни давачки, преку казни, ако сакате, ги упаќаат во буџетот, а тие ги користат за глупости, за проекти, за мебел, за купување на нови коли и така натаму. Вториот момент над кој што се подпира Груевски, тоа е МВР. И мисля дека преку полиција ќе можат да ја држат државата во раце, преку полиција ќе можат да не држат во покорност и она што го направија најмногу пред парламентот. Значи јас воопшто не се жалам ниту себе си, ниту еден мој колега за се што ми се случи внатре во парламентот. Меѓутоа, оно што се случуваше надвор на обичните граѓани, од страна на полицијата која што ја плаќаат истите тие граѓани, е недозволиво за било која демократија во светот, а не да се случува тоа во Република Македонија, како земја која што претендира да стане дел од европското семејство, да стане дел од НАТО. Меѓутоа, сакам директно да упатам порака до сите припадници на МВР. На нив може да им биде простено се. Тие примаат од некој наредба. Меѓутоа е потребно во даден момент да размислат и со собствена глава, да видат во моменти каде што е народот, во моменти на барање на слобода и демократија, каде што е народ да бара правда, тогаш треба да заборавиме на нашите надредени, треба да заборавиме да мислиме за животите на Јанкуловска и на Груевски, треба да заборавиме да мислиме за животите и кариерите на Мијалков, да се одважат и да застанат на страната на граѓаните на Република Македонија. А сите нивни наредбодавачи, сите оние кои што издаваат наредби како да се тепа македонскиот граѓанин и демократијата, на сите им упатувам порака, нека очекуваат многу скоро да ги стигне казната и на законот, меѓутоа казната и на народот. Гледате деновиве дека истакнуваат разни анкети. Една од анкетите беше на ИРИ, која што беше фалсификувана и правена во некој друг период, а сега беше прикажана, во кој што укажува колку добро стои ВМРО-ДПМН и Груевски во Република Македонија. А ако е толку добар, ако толку многу го сакаат граѓаните, еве јавно од Штип, јавно од Три Чешми, каде што се колне дека добива најмногу гласови, го повикувам да излеземе на избори да види дека ќе изгуби во Три Чешми, ќе изгуби во Штип, ќе изгуби во Република Македонија. Драги пријатели, не случајно Груевски бара 6 мина обезбедување. Денеска ме среќава еден во Куманово и ме прашува: пратеник, знаете ли зошто бара 6 луѓе обезбедување? Реков не. Па да има еден ден слободен, бидејќи сега работи 24/7, тогаш би имал еден ден слободен. Слободен ден многу ретко се добива ако сте некаде за решетки, а тоа Груевски го има заслужено. И ќе го стигне правдата, ќе го стигне казната, слободни денови ќе му дава некој друг. Нема да му треба обезбедување. И на крајот, навистина сакам да ја изразам и мојата цврста подршка и увереноста токму на совеста на граѓаните на Штип, дека овој пат на локалните избори ќе добијат градоначалник како што посакува Штип и на крајот како што заслужува Штип. Штип
Штип не сака луѓе кои што се јаничари и предавници. Еден јаничар и предавник сега е градоначалник на Штип. Половина од ВМРО не го признаваат и не го сакаат. И заради тоа што не го признаваат и не го сакаат, нема никакви резултати. Тој не знае да се бори. Па ние не му дадовме шанса во СДСМ, отиде во ВМРО ДПМН и доби за 9 месеци шанс. Тоа повеќе говори и за самата партија и за Зоран Алексов. Затоа му порачувам да се откаже пред време од играта. И ако сега го викне Груевски во Скопје и му каже дека утре е кандидатот на ВМРО ДПМН, да знае дека го пушта само за да изгуби, да не гори друг човек од ВМРО ДПМН. Затоа што и добрите ВМРО-вци веќе застануваат во отпорот, веќе сакаат поддршка да дадат на луѓе кои што знаат да работат, кои што знаат да се борат и кои што знам дека не само што ќе победат на изборите, туку ќе знаат да ве ценат прво сите вас, да она што го ветуваат како проект го исполнат пред граѓаните, тоа го покажале до сегашната работа и на тој начин да ја вратат довербата меѓу граѓаните и да упатат јасна порака дека ние од СДСМ, ние од Сојуз за еднината навистина знаеме да одработиме за еднината, за сегашноста, да оставиме нешто на идните генерации. Јута на крајот знаеме многу силно да пружиме отпор во моменти, реков, кога се во прашање правата на работниците, кога имаме повреда на бранителите, кога имаме повреда на стечајните работници. Меѓутоа, експлозија во Република Македонија заради тоа што имаме повреда на слободата и демократијата. Ќе се бориме до крај за таа слобода, ќе се бориме до последен, ќе се бориме до конечна победа и во Штип и во Република Македонија. Да живее и Штип, да живее и Република Македонија.